На јавна расправа, Елем ги информираше жителите од град Ицвегор за престојните детални геолошки истражувања кои ќе се вршат на овој терен. Представниците од оваа компанија потенцираа дека станува збор за иницијални детални геолошки истражувања со кои треба да се потврди дали квалитетот и количините на јагленот одговараат за понатамошен развој на стратешкиот проект во кој ќе бидат земени предвид сите аспекти, а еколошкиот момент ќе ги почитува ЕУ директивите. Значи, у студијата за животна средина се мери какви бубички има, дали тие ќе бидат загрозени, какви птици живеат тук. Значи, сите комплетно тие сегменти, да не зборам дека рекава ќе се загади. Рекава од рудникот нема никако да се загади. Единствен проблем со загадувањето од рудникот е прашината која што се создава во рудникот. Ама тоа се презема мерка, значи се прскаат и патиштава и етаживе со адитиви, за да не се крева прашината, за да не се врши загадување на околната средина. Тогаш, повторно ќе кажам, значи, ќе се разгледа животната средина комплетно све, плюс социјекономскиот аспект. Деталните геолошки истражувања на теренот треба да започнат во март, а ќе траат се до септември. Со новите истражувања веројатно ќе се потврди во целост квалитетот и количината на расположливите резерви и ќе биде добра основа за да се отворат нови копови на јаглен. Енергијата добиена од јаглен е се уште меѓу најевтините извори на енергија и најстабилни и најквалитетни. Ваква јавна расправа Елем ќе организира утре и со сопствениците на имоти во Панчарево, каде на територијата каде лежат јаглените има околу 500 приватни парцели, а дел се и необработливи. Првичните истражувања вршени на теренов пред 30 на години покажале дека во Пијанец има над 50 милиони тони јаглен со квалитет како јагленот на Суводол.